Добро вечер. Серијата на емисии посветени на новата локална власт во општина Кавадарци ја продолжуваме понатаму. Денеска имам чест да разговарам со доктор Тони Нешковски. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на вашата телевизија. Одите и на интернет порталот rtk.mk и на КТВ телевизија. Имаме една серија на емисии кои ги посветуваме на новата локална власт, советниците, градоначалникот и заменик градоначалник. Вие сте заменик градоначалник. Почувани, имаме чест вечерва да разговараме со вториот човек или би рекол првиот човек во општина Кавадарци по функција ако градоначалникот не е на своето работно место како градоначалник. Многу висока функција која за жал во сите изминати години е маргинализирана. Меѓутоа, јас би сакал посебно внимание сега да обрнеме и со ваша помош да ги приближиме овие високи позиции кои вие ги имате. Само два збора да кажам за доктор Нешковски. Мене ми е посебно симпатичен со оглед на тоа што го следам неговиот политички бекграунд од поодамна. Неговата политичка активност во ВМРО ДПМН исто така ја познавам, го познавам лично неговиот татко. Сметам дека се од мощно, честно и посветено семејство. Доктор Нешковски е добар и како доктор. Неговата вокација е специализација по урологија, инаку заврши медицински факултет. Меѓутоа, неговиот однос со луѓето е посебно важен и во една таква констелација, влегувањето на Нешковски во политиката е, би рекол, како во вистинско време. Има 33 години, има семејство, има деца, има дете, посветене и ова функција која на втората седница на Советот општина Кавадарци ја доби со мнозинство на советници, мислам дека е во вистински раце. Нешковски, добро ли ви представив? Да, ви благодарам на убавите зборови. Точно, значи, на минатата седница на Совет на општина Кавадарци, по предлог на градоначалникот, господинот Митко Јанчев, бев назначен за заменик градоначалник на општина Кавадарци. Од тука сакам да изразам огромна благодарност до градоначалникот Митко Јанчев за укажаната доверба. Тоа е доверка, висока доверба. Оваа функција за мене представува големо задоволство, голема чест, но пред се и голема обврска. Така е. Имате, би рекол, многу важна политичка улога во креирањето на политичкиот живот. Дали во мандатот што ви следува планирате или имате ваша визија за практикување на функцијата? Па, видите, за било каква работа и било каква функција, добро, значи предходно пред да ја прифатам, да се занимавам со одредена работа, еве во случајот функција заменик градоначалник, значи имам поставено некоја цел, имам поставено некои замисли и сакам да го дадам максимумот извршувајќи оваа функција. Значи не сакам само така да помине овој 4 годишен мандат, туку сакам искрено да одговорам на оваа функција, да бидам во служба на граѓаните на општина Кавадарци, да бидам отворен за сите, за заедно да ги решаваме проблемите со кои што се соочуваат секојдневно луѓето во нашата општина. Самиот факт што не ве предлага ВМРО да помине некој друг поединец, а ве предлага градоначалникот, значи нешто според мене. Па добро, со господинот Митко Јанчев и во изминатиот совет, како дел од Советот на општина Кавадарци, изминатите 4 години, имавме една коректна соработка, каде што беа слушани и нашите предлози како советничка група и општо како совет, и ние бевме еден вид и коректор на неговата работа. За наша среќа, таа корекција беше минимална, бидејќи знаеме како функционираше општината во изминатите 4 години. Можем да кажем дека покажавте вистински сенс за решавање на клучните капитални проблеми што ги имаше Кавадарци и воопшто честитам на таа клима која се створи изминатите 4 години, а вие како ВМРО ДПМН покажавте разбирање и чувство на шанса да се даде шанса на граѓаните, на општото добро. Инаку многу лесно можеше да се затвори се, да имаше мнозинство, да немаше мнозинство за одредени работи, градоначалникот да немаше едноставно доверба и така да остане во фиок тие проекти. Меѓутоа вие бевте на страна на граѓаните. Видете, кога
Нели, завршија тие минати локални избори, ние како советничка група од ВМРО ДПМН немавме мнозинство во Советот. Наша цел тогаш беше и како политичка партија, и како советничка група, и како градоначалник господинот Митко Јанчев, наша цел беше да биде реализирана 100% програмата која што ние ја ветивме на општина Кавадарци. И заради тоа мораше да се направи една коалиција меѓу сите политички чинители во Советот, за да може тој Совет да функционира во интерес на граѓаните и сите тие важни проекти, сите тие важни одлуки да бидат донесени во најбрз можен рок, за да може секој еден граѓанин да ги почувствува бенефитите кои што ги нуди едно општество. Затоа што секој од нас заслужува да го живее најдоброто во одредена општина, во случајот општина Кавадарци. Сега имате мнозинство, 11 советници. Кажете ми 10, да. Ки бидели едноставно да се решаваат проблемите или ки сакате коалиција тип, сакате поддршка од СДСМ и Левица и независниот кандидат? Видете, ние точно имаме... се доколку ги носите одлуките, мада ќе биде многу лесно да ги носите. Ние имаме апсолутно мнозинство во Советот, но како советничка група и како политичка партија сакаме да имаме коректор во нашата работа. И тука сме широко отворени за да ги слушаме, значи сите проекти, сите визии, забелешки или укажувања. Точно така, кои што ги имаат останатите политички чинители, во случајот Социјалдемократскиот сојуз, Левица, останатите независни советници кои што влегува во Советот, се со цел за тие одлуки кои што ги носиме да бидат правилно донесени. Затоа ни е потребна комуникација со сите советници во Советот. Ние гледајќи ги овие 2 седмици кои што изминаа, сега за сега имаме соработка буквално со сите советници, имаме слух за секој еден. Веќе сме и во разговори со останатите советници од Советот на општина Кавадарци да се формираат некои работни групи, се со цел некои потешкоти, дали во јавни предпријатија, дали во некои други локални институции, да ги решиме заеднички. И самата работа на Советот или делата на Советот е сменета некако порано. Ако седниците на Совет на комисиите се држаа непосредно пред седницата, сега се држат неколку денови пред одржувањето на седницата, која од денеска, петок, кога ја реализираме оваа емисија. Значи тоа дека му давате поголемо време на расправата за одредени проблеми. Дали се урбанистички или пак програмски. Точно, да. Значи, изминатата недела од понеделникот се почнаа тие комисии да се одржуваат. Дел од нив се одржа, дел од нив се одложија поради тоа што нема доволно време да се разгледаат сите материјали и да се донесат најправилните одлуки, да не се прават само избрзувања, да не се прават грешки. Внимателно ги разгледуваме сите материјали, сите точки кои што ни се дадени на како дневен ред и расправа на Совет. И затоа сакаме максимално да се посветиме и да ги донесеме правилните одлуки. И не само вие поканувате и стручници од одредени области ако има потреба тоа. Да, точно така. Токму за овие работни групи кои што ви спомнав, целта е освен советници кои што се дел од Советот на општина Кавадарци да вклучиме и луѓе професионалци во својата област. Да ги слушнеме и нивните мислења, да ги слушнеме и нивните ставови и секако да го искористиме нивното знаење во одредена област. Затоа што реално, јас доаѓам од фелата на здравството, на медицината и не можам буквално да ги знам сите проблематики и секоја една област. Затоа ни е потребна поддршка, ни е потребна идеја од страна на луѓе професионалци кои што се бават со одредена професија. Нешко вие доаѓате од ВМРО ДПМН. Кажете ми, дали во наредните 4 години инсистирате да се оствари вашата програма, она што ја ветивте пред граѓаните? Зашто ќе се залага Нешковски и советничката група на ВМРО ДПМН во Советот на општина Кавадарци? Што е тоа што е важно, темено? Од секогаш сум велел дека Советот и градоначалникот треба да бидат во служба на граѓаните. Добро. На општината. Треба да се работи транспарентно, треба да се работи отворено и треба да бидеме достапни за секој еден граѓанин. Сите информации да бидат лесно достапни до граѓаните на општина Кавадарци. Ние како ВМРО ДПМН и градоначалник
имавме програма, имавме голем број на проекти кои што ги ветивме пред граѓаните на општина Кавадарци. Тука се опфатени проекти и за најмалите возрасти, исто така и проекти за највозрастните. Ке издвојам неколку важни проекти кои што се во програмата на ВМРО ДПМН и градоначалникот. Според мене како поприоритетни проекти, значи имаме ветено велосипедско пешачка патека од Западен булевар до Дрекселмајер, која што во вредност од 5 милиони денари. Пробивање и изградба на Западен булевар од Желков дол. Од Западен булевар до Желков дол, кој што е проектиран во вредност од 45 милиони денари. Еден проект исто така важен за граѓаните од тој дел на градот. За најмалите возрасти еден доста важен проект е таа мини зоолошка градинка која што ја спомнуваше и градоначалникот во предизборната кампања со вредност од 25 милиони денари. Предвиден е подземен пешачки премин на Западен булевар, тоа е делот од градските гробишта. Фактички тоа ќе биде спој од градските гробишта до градскиот базен. Добре. Реконструкција на атмосферска канализација на голем број улици, кој што е исто така важен проект и од прилика би коштал некаде околу 2,5 милиони евра. Тоа делување на фекалната од другата. Точно, да. Многу важна работа. Исто така за оние кои што имаат викендици во брушени населбата на Тиквешкото езеро, водоснабдување нели во таа викенд населба. Веќе се почна нешто. Да, во вредност од 25 милиони денари. Веќе на минатата седница на Совет на општина Кавадарци едногласно нели го изгласавме тој проект воведување на оџачарска служба во општина Кавадарци, каде што секое едно семејство ќе има можност да аплицира во општината и да добие бесплатна оџачарска служба, затоа што реално се соочуваме со проблеми со наоѓање нели на таков кадар. Една од причините за загадување на градот е нечиста одлога во улиците. Исто така и поставување на фотоволтаици на јавните институции. Добре. Најавуван исто така еден голем проект од страна на градоначалникот, тоа е изградба на трговски центар. Проект кој што се планира да се реализира преку јавно-приватно партнерство и би коштало околу 110 милиони денари. Една од покрупните работи во наредните 4 години. Важен проект за најмалите исто така, за децата, бесплатен оброк за секое дете, за секој ученик до 5-то оделение. Тука е изградба на затворен базен со спа центар во вредност од 60 милиони денари. И уште голем број на проекти кои што се ветени во таа програма и кои што се од исклучителна важност за луѓето кои што живеат во оваа општина. Има ли пари за сите овие проекти? Видите, ако се планира нели буџетот, како што тоа го правевме во изминатите 4 години, јас мислам дека може се да се реализира. Во минатите 4 години имавме реализација на буквално целата програма во рокот не цели 3 години. Така да мислам дека и сите овие проекти со добро планирање би се реализирале. Корупцијата, господин Нешковски, е многу често споменувана, па и од ваша страна во изминатиот период и се уште е актуелна тема и ќе биде веројатно во наредниот. Како негативна појава која е многу важна, го гризе општеството. Таа е кочница за многу работи. Колку вие како советници, вие како заменик градоначалник, како локална власт, која ќе ги има сите полги на држање на ситуацијата под контрола, ќе можете да влијаете да ја намалиме таа корупција? Таа присутна во сите пори кај нас. Точно како што кажавте, нели, на жал, како во околните држави, исто така и во останатите држави, така и во Република Македонија, таа корупција е присутна во одреден период, нели помалку, во одреден период повеќе. Така е. Сметам дека секој еден за било која работна позиција, за било која работна функција, дали таа му е дадена од преку доверба на граѓаните, значи секој еден поединец, водечки принципи треба да му бидат транспарентност и отчетност, почитување на правото и законите, отвореност према граѓаните и искреност. Само така можеме да го намалиме нивото на корупција, само така можеме да го подобриме и стандардот и начинот на живење во едно општество, во случајот во општина Кавадарци. Сметам дека надлежните органи
Значи треба да реагираат Да се брзо, вркат работата. исклучително за секој еден кој што се огрешил према законот. И секој еден треба да одговара за се она што го сторил. Во таа смисла, ќе го спомнам и непотизмот. Колку исто е тој испреплетен во нашиот систем и заради истиот непотизам имаме неквалитет во работата. Не само во администрацијата, бюрократијата, него и во многу служби каде што може да се реагира со вработување. Да, точно така. Вие мислам дека имавте една дискусија многу интересна во текот на минатиот состав за непотизмот кој постои во одредени јавни предпријатија, нема да кажам сега кој, и сега сте опозиција да го организирате тоа, да го менаџирате. Лично ако ме прашате мене за било која работна позиција и функција, значи треба да се избира најпрво компетентност и квалитет на тој кадар. Добро. Значи без разлика тој од каде доаѓа, нели кој на кого е, пред се треба да има квалитет таа личност и да биде компетентен за одредена функција. Само така, како што кажав, ќе го подобриме квалитетот, ќе го подобриме работењето на сите јавни институции, на сите јавни предпријатија, а со тоа ќе им овозможиме на граѓаните да живеат подобро и полесно во нашата општина. Кадрската политика во минатиот состав не беше толку лоша за ВМРО ДПМН. Мислам дека е одреден број на кадри и се вработија. Сега сте в позиција вие да креирате работни места и кадрска политика. Ќе инсистирате ли да ги има подеднакво и на СДСМ, и на ВМРО, и на Левица, и на Рисус Калиев, и на господин Златевски? Видите, јас тоа не го гледам. Онака да дискутираме. Значи, останувате победник на првата ваша. Да, искрено и тој проблем ние во нашата општина го немаме. Со оглед на невработеноста, нискиот процент на невработеност, 3, нешто проценти. Да, тој проблем реално го немаме во нашата општина, но како што кажав, пред се треба да се гледа на квалитет, да се гледа на компетентност на одредена личност, дали таа личност може да ја исполни таа работна позиција или таа функција. Каков политички период сте до ВМРО ДПМН? Вие сте профилиран кадар во оваа партија, ако имате познавање, кои се залагањата на оваа партија во врска со конкретните надпартиски преструктурирања од неја? Нешковски со оглед на тоа што следува конгрес на партијата, во месец декември, ако не се лажам, и евентуално нови парламентарни избори, ако се најде заеднички јазик со другите партии. Како што кажавте, значи на 12 декември е закажан тој конгрес на ВМРО ДПМН, каде што ќе биде избран председател на партијата. Во моментот, нели, како што сите знаете, најголемата доверба ја ужива господинот Кристијан Мицкоски, но оставаме да помине, нели, тој конгрес. После тоа ќе следат етапни промени по општински комитети кај што има потреба, нели, поставување на нови структури. Се работи и ќе се работи на програма дали за редовни, дали за предвремени парламентарни избори. Така да постојано во партијата ВМРО ДПМН има едно движење кон иднината и движење за подобро на сите граѓани на Република Македонија. Во Кавадарци, во Росуман, во блиските општини во Тиквишите, ќе има ли големи потреси? Па не можам да кажам тука, тоа оставам нели структурите од централно ниво да одлучат, да проценат прво нели каде и како се одговорило на одредена задача, дали имало успеси, дали имало падови. Каква е нивната оценка и анализа? Да. Според вас, како котирате на ниво на држава? Па на ниво на држава, како општински комитет. Па мислам дека со оглед на резултатите кои што ги имаме во изминатите циклуси на избори, дали тоа биле парламентарни, дали биле председателски локални избори, мислам дека на општинскиот комитет Кавадарци треба да му се даде поголема можност, нели, и поголема достапност до централното ниво. Да имаме повеќе представници. Гледачите дека вие освоите многу гласови, најмногу во државата, во Република Македонија, во однос на тоа колку гласачко тело има. 15.000 за градоначалник, што е најмногу во Македонија. Ако нешто сумњал да кажете. Како ќе ја освоите таа симбиоза со градоначалникот Митко Јанчев, кој го кандидиравте вие оваа година? На што ќе ја темелите соработката? Соработката, како што кажав и претходно, ќе ја темелиме на реализација на проектите кои што ни се ветени заедно. Ние во текот на таа
предизборна кампања за локалните избори настапувавме заедно градоначалник и кандидати за советници. Заедно ја презентиравме програмата, заедно ги презентиравме сите проекти и наша заедничка цел е да се реализираат тие проекти. И јас кажав дека ние имаме одлична соработка со господинот Митко Јанчев и заедно се бориме и ќе се бориме за доброто на нашата општина и да се развива како што се развиваше до сега. Дали на поголем степен ќе биде ставена соработката со Јанчев од првиот мандат или исто ќе биде? Па ние претходниот мандат имавме висока и одлична соработка, комунициравме буквално за сите прашања, за сите одлуки. Имаше одреден период и некои несогласувања за некои ставови и прашања, но сепак на крајот тоа е здрава работа, да ви кажам. Тоа е здрава работа. Секаде каде што има едно единство, кохезија, и согласување од сите чинители, од сите страни, не може да е Нема шанса вие и јас да гледаме исто за да работа. Затоа сме во едно демократско општество, секој еден да ги искаже своите ставови, дали некој се согласува со тоа или не се согласува, треба секој еден да биде состужен. И на крајот заеднички да се донесе најдоброто решение. И тоа ние како луѓе тешко го менуваме менталитетот или ставовите и затоа ни треба малку време и поголема расправа за да дојдеме до решение. Точно, да, ама мислам дека полека со тек на време, со смена на тие генерации, со доаѓање на идни генерации, како и во политика, така и во други области, мислам дека тие работи полека се менуваат. На 33 години, господин Дечковски, вие станавте заменик градоначалник, функција која е многу важна и висока, и во отсутство на господин Јанчев, вие ќе раководите со градот. Каде би се нашли вие извршувајќи оваа функција, надвор од партиските опарски? Значи да бидете еднаков меѓу еднаквите, така да кажам. Да, значи според статутот на локалната самоуправа. Да, може нешто да цитирате од таму, луѓето не знаат во одредени прилики, кога при отсуство на градоначалникот дава согласност и одобрување да тековните активности, кои што се во општината да бидат понатаму продолжени и да нема застој и своите овластувања ги препушта на заменик градоначалникот. Има и одредени прашања и одредени одлуки кои што поради статут на локалната самоуправа не може лично градоначалникот да ги донесе тие одлуки. Подпишува и на акти, ти рекоме некои други. Да, има и некои такви документи кои што треба да бидат таа одлука донесена и подпишана од страна на член на советот избран по принцип на председател на совет. Во случајот тоа е заменик градоначалник. Разбирам. Исто така, отвореноста према граѓаните, транспарентноста и реализацијата на сите проекти, и тоа е исто така еден вид на моја заложба која што ќе биде во работењето на таа функција. Бевте ли консултиран пред да бидете предложен до градоначалникот за оваа висока функција? Да, бев лично од него консултиран. Предложено од негова страна, со што сакам уште еднаш да изразам огромна благодарност, ми представува чест што ја добив таа доверба и се надевам дека ќе успеам да одговорам на оваа функција и верувам дека ќе успеам. Сметате ли дека ова ќе помогне во вашата натамошна политичка кариера, за зголемување на вашиот рейтинг како политичар? Видете, јас ако влегувате во политика? Јас извршувајќи оваа функција не размислувам моментално за еднината како би било, туку сакам од ден во ден максимално да се вложам и да ја искористам функцијата се со цел да им помогнам на нашите сограѓани. При крајот на емисијата морам да го прашам Нешковски, бидејќи е медицинско лице, доктор по вокација, специализира урологија и во рамките на она што го слушам од неговите пациенти е добар уролог. Во моментот ја обава специализацијата. Доктор, како ќе најдете време и за семејството, и за здравството, и за политиката? Ќе има ли време? Видете, реално овие работи ми одземаат многу време. Посветеност, пожртвуваност. Одвојувам, помал дел од времето за семејството, за жал. Семејството не го гледам како обврска, тоа го гледам како време поминато за полнење на позитивна енергија, но за жал тоа време е кратко. Добро. И мислам дека кога човек сака и има желба да работи нешто, мислам дека за се може да се најде време. Ако правилно го распоредиме тоа време. Мислам дека ќе одговорам правилно, ќе одговорам искрено
и добро на овие функции како доктор, нели, и како заменик градоначалник. Ве среќавате сега граѓаните ве прашувате за одредени проблеми, прашање доктор како да го решиме ова, има ли чаре за некој политичко прашање или пак урбанистичко да речеме? Па да, видите, и во секојдневна комуникација и со граѓаните, нели, дали лично, дали преку телефон, буквално по цел ден телефонот звони, има граѓаните поставуваат прашања, се интересираат за одредени работи. Има и наоѓам време и простор за секој еден, нели, да му се одговори, да му се договори исто така средба, нели, со одредени луѓе кои што се за таа област во локалната самоуправа, се со цел да ги решиме заеднички проблемите. Како комуницирате со вашите противници од опозицијата? Имате ли коректни односи? Имаме коректни односи, да, и со претходните советници кои што беа Знам дека имавте одлично. Да, кои што беа дел од своето. Иако имавте спротивставени ставови за одредени прашања. Па видете, уште еднаш ќе кажам, тоа е здраво, нели, да има спротивставени ставови. Тоа ми се бендисува. Да не е едноумие. Имам одлична соработка и со претходните советници и со раководството, нели, од Социјалдемократскиот сојуз, имам коректна комуникација и сакам тоа да остане така и во иднина. Исто така и со моменталните советници кои што се дел од советот, од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз, имаме коректна соработка и комуникација. Се што вие како одлука ќе донесете во советот ќе треба да го биде со помош на мостот администрацијата завршена. Каква администрација имаме? Треба ли некои корекции, некои притисоци малце поголеми за да се забрзат некои постапки за реализација на проектите? Како ли работи нашата администрација? Таа е многу важна во цела оваа работа. Да, за реализација на одредени проекти, како е важна, нели, одлуката на совет, така е важна и администрацијата. Па мислам дека и изминатите 4 години и почетокот на овој мандат до сега имаме една коректна соработка и со администрацијата, брза, нели. Тоа е главно млада администрација, може да кажеме дека се млади кадри. Имаме коректна комуникација и достапност, нели, од нивна страна, се со цел брзо да се решат сите проблеми и сето она што е донесено да се реализира што побрзо. Морам да ве прашам, минатата година во минатиот состав сушност скоро 11 милиони евра влегува од влада на Република Македонија велат од СДСМ. Дали очекувате сега приближно толкави пари да влезат или ќе биде малку потешко со оглед на тоа што имате мнозинство, односно дали Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ве обструира одредени проекти? Лично ако ме прашате, значи не треба да постојат никакви обструкции. Секој еден кој што изготвил проект, нели, кој што е дојден до една завршна фаза, остануваат само финансиски средства за тој проект да се реализира, мислам дека било која влада да е, дали влада на Социјалдемократскиот сојуз, дали влада на ВМРО-ДПМН, треба рамномерно да ги распоредува тие средства кои што се наши средства на граѓаните и треба да завршат таму каде што има готов проект и проект кој што треба да се реализира. Сакам да кажам и отворено ме прашам, вие не бевте против ниту еден објект кој се правеше со државни пари, градинката или било кој објект со оглед на тоа што истиот објект им служи на граѓаните во општина Кавадарци. Точно така, да. Не е партиски. Ама тие проекти ги имавме и ние во нашата програма. Да. И ние проекти ги имавме ние во нашата програма. Нели, ако водевме само политика, ако се водевме од суети, тие проекти кои што се доста важни, кои што денес ги имаме и кои што нашите сограѓани ги користат, така е, точно е тоа. Значи не би биле реализирани. И затоа, значи, имавме една соработка со градоначалникот и заедно со заеднички сили ги реализиравме сите тие проекти. Привршувам со моите прашања со оглед на тоа што од поодамне следам работата на Советот од 79-80 година, имавме големи политички антагонизми и различности во гледањето за исти работи. Последниве 5-6 години малку е подобро во тој дел и затоа ве прашам за вакви прашања кои можеби не можете да ги сватите, меѓутоа се сватливи со оглед на тоа што постоја во нашиот систем. Затоа не се мрдна за некои работи од мртва точка. Или сега Кавадарци не е големо градилиште, се реновира ова, се прави ова, после 40-50 години ще има причина зашто е тоа така. Иако имало пари во изминатиот состав, немало политичка волја. Сега има политичка волја. Нешто ски завршуваме. Ако имате нешто на крајот да дадете, кажете. Па добро, ние изминатите 4 години, нели, предводени од градоначалникот Митко Јанчев,
имавме од година во година зголемување нели на тој проектиран буџет и зголемување на неговата реализација. Во 2018 година имавме проектиран буџет од 854 милиони денари и реализација од 79%. Во 2019 имавме зголемување на тој проектиран буџет од 990 милиони 447 милијади денари и реализација од 81%. Во 2020 година 944 милиони 989 илјади денари и реализација од 83%. Много високо представите. Оваа година 2021 имавме проектиран буџет од 1 милијарда 209 милиони денари и се очекува нели тој буџет дојде месец декември сме, се очекува тој буџет да биде исполнет над 90%. Човек би рекол највисок процент на реализација. Реализирани се голем број на проекти, нели? Асфалтирање на многу улици. Реализирање на тековни програми кои што биле носени од страна на урбани заедници. Реновирање на градски стадион, асфалтирање, како што кажав, поплочување на многу улици, реконструкција на јавни институции. Во областа на спортот секоја година беа одделувани 12 милиони денари. Во областа на културата Најмногу во спортот се даваше. Во областа на културата 6 милиони денари, во здравството 3 милиони денари. Реализирани беа капитални проекти, моментално е во една завршна фаза и исклучително важен проект за сите нас, градскиот зелен пазар, каде што ќе добиеме еден модерен пазар, покриен пазар со две нивоа на паркинг места. Пробиен е Западен булевар, доста важен за тој дел од градот, со финансиска вредност од 16 милиони 440 илјади денари. Реконструкција на улица Шишка со финансиска вредност од 31 милион денари. Имаме изградба на велосипедско-пешачка патека, изградба на скейт парк, изградба на регионален вински музеј, кој што секојдневно е посетен од страна и на наши и инострански туристи. До изградба на кејот на Луда Мара во вредност од 23 милиони денари. Реконструкција на градскиот парк, реконструкција на градскиот стадион и уште многу проекти кои што се од голема важност. Колку не се градува до сега? Да, така да во изминатите 4 години се работеше многу, се направи многу. Јас очекувам така да биде и во овие 4 години. Ќе биде ли усвоен буџетот оваа година и колку ќе излезува ако имате податок? Ние сега треба овие денови да го добиеме тој буџет, некаде треба на 23-24 декември ми се чини ќе биде таа седница каде што ќе се носи тој планиран, проектиран буџет за 2022 година. Очекувам нели да има зголемување на буџетските пари, нели правилно распоредени, правилно насочени и очекувам голема реализација. Добро, благодарам што ми бевте гост. Ви благодарам на покана. И задржувате ли транспарентност и понатаму? Да. Ќе викаме многу често и ќе бидете отворени. Кој ќе биде координатор во ВМРО да помане? За сега уште немате со Јованчев разговарахме до овој ден. Оставаме на општинскиот комитет да одлучи. Да. Тоа е транспарентно, таму треба да се одлучи нели со сите членови на општинскиот комитет и да се донесе најправилната одлука. Кој да е, верувам дека ќе извршува правилно таа функција. Верувам во тоа. Благодарам што бевте. Благодарам и вас. Почитувани, тоа беше доктор Нешковски, Тони Нешковски, советник во општина Кавадарци и заменик градоначалник на градоначалникот Митко Јанчев. Мислам дека поминавте така солидни 30 минути со нас и чувте некои работи кои сакавте да ги чуете. РТК и КТВ продолжува со серијата на емисии посветени на работата на највисоката законодавна локална власт во општина Кавадарци. Наредната емисија ќе имаме соговорници повторно од Советот. Благодарам и пријатна вечер.